Унгарија долго време и боде очи на Европската Унија. Сега, додека трае кампањата за европските избори во јуни следната година, унгарската влада започна личен напад против претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, поставувајќи билборди на кои е прикажана покрај Алекс Сорокс, синот на либералниот финансиер Џорџ, роден во Унгарија. На билбордите е напишано да не играме на нивните мелодии. Унгарскиот премиер Виктор Орбан во неговото обраќање на партискиот конгрес овој месец ги засили нападите врз ЕУ. Убеден сум дека денес во Брисел Европа се уништува и води до нејзините урнатини. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел беше во посета кај Орбан, но ниту двајцата не дадоа изјави за медиумите. ЕУ продолжува да задржува околу 24 милиарди долари од фондот за посткоронавирусот поради загриженоста за владењето на правото во Унгарија, вклучувајќи независноста на судството и слободата на медиумите. Во писмото до Мишел минатата недела, Орбан наводно се заканил дека ќе го блокира пакетот помош од ЕУ за Унгарија од 50 милиарди долари. Тој исто така рече дека ќе стави вето на Украина за евентуално членство, освен ако лидерите на Европската Унија не се согласат да ја разгледаат целата своја стратегија за поддршка на Киев. Аналитичарите велат дека политиката би можела да има контраефект. Orban is increasingly isolated within the European Union. Орбан е се поизолиран во Европската Унија и тоа е болка. Болката не е само символична, туку и економска. Унгарската економија не е во многу добра состојба, а недостигот на фондови од ЕУ и замрзнатите фондови на ЕУ поради загриженоста за владењето на правото, но и поради неограничената позиција на владата во однос на руско-украинското прашање, а исто така и незиното интегрирање во ЕУ, очигледно одигра важна улога во замрзнувањето на овие средства. Брисел минатата недела ослободи 1 милиарда долари од замрзнатите средства во обид да ги надмине приговорите на Унгарија, но не е јасно дали тоа ќе биде доволно. Шефовите на државите членки на ЕУ треба да се состанат на 14 декември за да разговараат за отварање официјални разговори за апликацијата за членство на Украина. Унгарија рече дека нема шанси тие разговори да продолжат со земја во војна и го повика Киев да побара мировни преговори со Москва. Од друга страна, Украина соопшти дека нема да отвори преговори додека руските сили не ја напуштат нејзината територија. Украинците едноставно не веруваат дека може да и се верува на Русија и затоа тие го гледаат членството во Европската Унија и НАТО како единствена безбедносна гаранција, не само за Украина, туку и за одржлив мир и безбедност во Европа. Секое блокирање на помошта од Европската Унија или вето на апликацијата за членство на Украина дополнително ќе ги зголеми влоговите во се пожестокиот спор меѓу Будимпешта и Брисел. Аналитичарите велат дека Орбан би можел да се охрабри со недавнешниот избор на истомисленици во Словачка и Холандија, кои исто така изразија скептицизам за поддршката од страна на ЕУ кон Украина.